главна цел на проектот е да обезбеди подобрување на пристапот до одржливи и климатски отпорни услови за вода и санитација за 50.000 жители во руралните области на 7 општини во југоисточна Македонија. Преку меѓуопштинска соработка, развој на инфраструктура и инклузивно учество на жените и ранливите групи на граѓани. Веќе кажавме, овој проект го имплементира Македонски Каритас, меѓутоа секако во соработка со општините и локалната самоуправа. Во проектот ќе бидат опфатени активности кои што можеме да ги поделиме во 3 групи. Прва група е зајакнување на техничките и институционалните капацитети на општините, со зајакнување на управувањето со водата и санитацијата, која што треба да биде отпорна на климатските промени. А тоа ќе го направиме преку обука на општинскиот персонал, конференција за размена на знаење и добри практики со Република Словенија, меѓуопштински повик за заеднички проекти, набавка на алати и машини за одржување на водоводни канали и студиска посета во Република Словенија. Втора точка е надградени канализацијски системи и рехабилитирани водотеци со користење на природни и климатски отпорни решенија во целните општини, и тоа преку проектирање и изградба на одржлив канализацијски систем во село Радово, преку имплементација на заеднички акции за чистење на водни канали и водотеци во кои што ќе учествуваат 3 или повеќе општини, и општински кампањи за подигнување на свеста за одржливо и климатски отпорно управување со водата и санитацијата. Како трета точка е зајакнатата улога на жените во зеленото управување со водата и санитацијата, и тоа преку зајакнување на капацитетите на жените во областа на водата, санитација и климатските активности. Ќе се спроведе и повик за жени за добивање на микрогрантови за започнување на зелени активности и менторство на овие жени кои што ќе аплицираат за грантовите, за активно вклучување во процесите на планирање на проекти и донесување на одлуки кои што ќе влијат на општинско ниво. Проектот што денес го започнуваме не е само инфраструктурен, станува збор за сеопфатен пристап кој покрај надградба на водоводните и канализацијските системи вклучува и зајакнување на институционалните и техничките капацитети, потикнување на меѓуопштинската соработка и вклучувањето на жените во процесите на донесување одлуки, како и поддршка на локални зелени иницијативи. Токму оваквите проекти создаваат долгорочни и одржливи резултати. Особено би сакал да истакнем дека ова не е изолиран пример на соработка. Сличен, но сепак различен проект веќе се спроведува во селото Љубин во Скопскиот регион од страна на невладина организација Легис од Скопје, со планови за проширување и во други делови на државата, но и преку други разни иницијативи. Баш вчера имавме исто започнување на овој проект во Љубин со организација Легис. Ова јасно покажува дека добрите практики се шират и надградуваат, што е клучно за одржлив развој. Оно што би сакал да кажам, Словенија навистина посветува многу внимание на вода и проблеми кои имаме со вода во денешниот свет, пошто вода не е само природен вир, е темел на живот, на здравје, на развој, на стабилност. И во времена на овие нагли временски климатски промени, на зголемување на жителство и на нееднакво мерно управување со водните вири, тие предизвикуваат се поголеми предизвици и вода станала и прашање за мир и стабилноста во земја, на светот